Долго најавуваниот закон за правична и соодветна застапеност влезе во собраниска процедура. Со часови трае расправата во Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците за законот кој треба да го замени балансерот. Предлагачот, пратеникот и вице-премиер Беким Сали во собранието порача дека со овој закон се прави историски чекор кон унапредување на рамковниот договор и дека правичната застапеност во институциите ќе се уредува законски наспроти со балансерот кој го оцени само како дигитална алатка. Сакам да истакнам дека овој закон ја ужива поддршката на Советот на Европа, бидејќи за него е дадено позитивно мислење од Венецијанската комисија, а препораките содржани во низиното мислење кое беа насочени кон подобрување на текстот се вградени во одредбите на овој закон. Законот го штити правото на слободно самоизјаснување, но истовремено го спречува неговото злоупотреби. Сепак албанските партии од власта и опозицијата со спротивставени гледишта на овој закон. Според опозицијскиот блок, кој жестоко се протива на ова решение, се нарушува рамковниот договор и уставниот поредок и најавија дека ќе направат се што е во нивна моќ истиот да не се донесе. Од вреди пак порачаа дека опозицијските партии манипулираат со чувствата на албанските граѓани и дека законското решение ќе доведе до попрофесионални вработувања во институциите. Овој закон кој треба да кажеме, мораме да кажеме, е закон кој е во програмата на ВМРО-ДПМН, не на програмата на вреди. Законот како акт може да се подобри, надгради. На матичната комисија и предходеше жолчна расправа во Комисијата за политички систем, каде власта и опозицијата се судрие околу тоа дали да се носи со мал или голем бадентер. Со 11 гласа за и 2 против надвладеа ставот тој да се донесе со мал бадентер, што значи мнозинство гласови од присутните пратеници и мнозинство гласови од припадниците на немнозинските заедници. Dy propozime keni edhe ju të dyja duhet i vendosni në votim. Се надевам дека и посакам овој денешниот ден да не биде официјално почетокот на уништувањето на унитарниот систем на државата, бидејќи овој систем е дојдено време можеби и да се смени. Зошто се плашите? Јас не знам од каде ви ова паника или тенденцијата ваша е да создадете во секоја седница, во секоја комисија да имате шоу, драми и театар. Вие донесувате закон кој што ни го продавате како да живееме во Скандинавија без никаков механизам. Пред да дојде на гласање на пленарна седница, законот ќе оди на јавна расправа.